тоа што го гледавме цело време дебатата и бетонираните позиции на Мицковски и на Ковачевски, не верувам дека ќе има компромис. Мислам дека брзо ќе заврши и ќе ги слушнеме оние изјави што ги слушавме долго време после потпишувањето на после европскиот предлог. Мислам дека брзо ќе заврши и ќе нема епилог. Едноставно да имаше мнозинство ова владина гарнитура, одамна ќе се отпочнеше процесот, а не вака да се чека во последен момент. Има и други дилеми, дали е компакт на владината коалиција и дали сите пратеници на СДСМ сакаат уставни измени. Има многу дилеми и мислам дека ќе заврши како што заврши претходната лидерска средба. Очекувам сепак нешто да договорат. Мислам дека станува јасно дека мораме да направиме некакви чекори за да ја одблокираме евроинтеграцијата. Ние едноставно немаме друга алтернатива. Или треба да се откажеме, или тоа што веќе сме го декларирале како цел, треба да го оствариме. Едноставно, секој да си ја преземе одговорноста за одлуките што мора да следат. Лично не очекувам ништо спектакуларно да се случи, затоа што и до сега, ако сакаа да најдат решение, ќе се најдеше, меѓутоа тврдоглавоста си го направи своето. Ако власта, како најодговорна за постигнување општ политички консензус во државата, до сега не успеа да ги убеди ниту граѓаните, ниту најмоćната опозицијска партија ВМРО-ДПМН во исправната на својот потек, тоа значи дека направила нешто катастрофално. Се работи за прва иницијална лидерска средба. Знаеме дека тимовите на едната и на другата страна до сега нема контакти на тимава. Се што беше кажано јавно од страна на лидерите или представниците на партиите. Тоа беа прилично спротиставени ставови. Од тука, од оваа прва средба не очекувам некаков голем резултат, некакво конечно решение на се она за кое што ќе се разговара денес, нели клучни се уставните измени, но очекувам за одредени прашања, доколку постојат некакви шанси за доближување. Еве во јавноста веќе се споменува широка коалиција, можност за избори, предуставни измени или пак некакви видоизменети уставни измени. Тогаш очекувам работни групи на партиите да се состануваат и да видиме една нова лидерска средба од која што дефинитивно ќе се знае во кој правец ќе се движиме понатаму.